Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Слушате Стадион. Иле Николов актива и Иван Бојаджевски колега. На линија го имаме Антони Пешев. Господине Пешев, првиот човек на управниот одбор на Стопанската комора на Македонија. Се слушаме ли? Да, повелете. Вие сте... Добар ден на сите. Добар ден. Добар ден. Пешев, вие сте еден од... Не еден, туку единствен бевте толку време, додека него стори тоа и Заев од позиција на премиер, како политичар што дал оставка. После оставката, воопшто вашето име не се доведуваше во корелација со никаква политика, со никаква партија. Зошто толку млад се откажавте? Не ве тераа некои да ве мотивираат, да ве ангажираат, да им помогнете да влезете? Немавте, го изгубивте меракот или рековте толку сега ќе се посветам само на бизнес? Има ли шанси пак да се вратите? Вие директно на најкомплицираното прашање. Во принцип, навистина, многу млад бев кога влегов во политика, имав 29 години. Влегов не како политичар, него влегов како човек од браншата, со обзир на тоа дека во тој момент Македонија беше исклучително тешка состојба со делот на телекомуникациите, беше комплетно заглавена заради тогашните блокади, војната во Југославија и сето она што се случуваше. Македонија беше слеп од срево во делот на телекомуникациите и мислам дека тогашниот премиер Црвенковски, познавајќи мене лично, по принцип побара човек што би се справувал со првенствено проблемите на телекомуникациите. Значи, во тој момент државата излегуваше од она најтешка енергетска криза и проблемите беа такви да добив покана кога можеби ни јас не ја барав заради тоа што ситуацијата во светот беше таква. По принцип, јас често сакам да кажам дека кога ќе ви понудат на толку млади години да бидете министер во влада, мора државата да бара исклучително храбри луѓе. И мене ми беше дури и кажано дека моето место во владата ќе биде само 90 на дена, додека се извршат избори и дека тоа е периодна влада. Јас предизвикот го прифатив, доаѓав од бизнис сектор, каде што веќе имав добра фирма. Навистина ништо не ми недостасуваше, меѓутоа оценив дека понекогаш треба човек да направи работи кои ќе ве излезат од таа позиција на комфортност и ќе пробате да направите нешто за да проверите и да понудите тоа што можете да го направите. Јас сум добар електроинженер, бев тогаш особено, сега на 60 и нешто години и сега за себе кажам дека сум човек што добро ги прати. Зошто фрливте камен на политиката или не сте фрлиле до крај? Искрен да бидам, за да бидете во политика треба перманентно да држите страна. Јас во нашава држава не можеме да имаме политичари ако не припаѓаат на еден од големите политички корпуси. Нити сум барал, нити сум добил понуда сериозна да се ангажирам. Не гледам, јас апсолутно нити сум добивал, ни сум губел, а секако дека не сум барал, заради тоа што ценам дека јас лично припаѓам на деловната заедница од првите денови, од завршувањето на факултетот, а подосна и магистерските студии. Јас сакам да сум дел од бизнис заедницата, по своите гледања сум малце десно. Интересно беше дека бев министер во левичарска влада и баш беше интересно да се биде таму десничар во левичарска влада. Вие и како комора, како да фрливте камен на политиката, во едно интервју Азески кажа, последен пат праќаме наш човек да се грижи за економија во влада, затоа што само алиби најчесто им бевме. Последниот овид беше со Кочо Ангјушев. Знаете што, навидум изгледа дека ќе пратите човек од вашата средина во влада и он ќе успее да ги истурка работите во интерес на бизнис заедницата и генерално бизнисот сам. Невозможно. Политиката, особено во наши услови кога се работи за тенки коалициони влади и влади во кои е многу тешко да се истераат собствените политики заради тоа што се перманентно во позиција на терање на компромиси,
мислам дека тоа е многу тешко и неблагодарно и мислам дека единец тешко може да истурка агенда која бизнис заедницата ја бара. За нас, мислам, сите овие години се покажа дека кога наставуваме организирано, со директен настап како асоциација, во директна комуникација со владата, имаме подобри резултати заради тоа што така ја презентирате вистинската моќ на деловната заедница. Господине Пешев, во право ли сум кога ќе кажам, овие изминати 30-32 години, политиката диктираше, наместо да го слуша бизнисот, оние кои што го разбираат тоа, деловниот свет, најчесто се наметнуваше. Без разлика дали било тоа исправно, најчесто беше погрешно според мене. А треба обратно. Ви фали зборот за жал. Значи, од тоа што кажете, за жал политиката го делуваше, ние цело време решаваме маргинални политички проблеми, некогаш се битни, а многу често се небитни проблемите. Препукувањата на бизнес елитите, на политичките елити, на политичката сцена го окупираат вниманието на народот. Многу малку гледате економија и бизнис на нашите вести. Многу малку гледаме позитивни информации за тоа каде некои наши компании, еве како Актива, успеваат да направат нешто добро. Знаете како, држава станува вистинска држава тој момент кога пола од вестите говори за успешни информации или за успеси на својата економија. Не постои држава која може да постои како перпетум мобиле. Ќе ги давате парите на администрацијата ќе ги троши во продавниците, ќе го земете данокот од ДДВ-то и ќе го вратите назад во нивните плати. Тоа никому не успеало до сега. Државата мора да произведува и да ствара додадена вредност, иначе во спротивно не постои. Една од суштинските причини зашто постојат државите е заради да се обезбеди простор за стварање на нови вредности. И мислам дека ако тоа не го разбереме и ако продолжиме со политиканство да се занимаваме, ни нема иднина. Еве се гледа дека сите овие години полека назадуваме и сме далеку од таргетите кои ни се потребни да бидеме дел од овој организиран свет према кој стремиме. Пешев, не е толку лошо кога станувавме независни со тој кредитот на Сорос, 20 на милиони, колку беше долари, во буџетот, сега имаме 6,5 милиарди, така да напредуваме. Во ред е, мислам, не сакам да го потценам тоа, меѓутоа, знаете како, залогот во играта е многу голем. И она према што да ние полека растеме, меѓутоа за жал местата на Европа или условно развиениот свет расте со многу поголема брзина. Значи ние сепак заостануваме. Особено регионот од кој што бевме многу држави посилни. Не сакам да кажам дека сега Македонија е нешто посебно различита од остатокот од регионот, меѓутоа факт е дека си дозволивме луксус да во државата заборавиме дека државата мора да посвети огромно внимание на своите економски сегменти. Првенствено знаете и сами дека земјоделието гине и одумира повеќе од 20 на години. Како што растат субвенциите, така паѓа производството, што е една чудна, абсурдна ситуација. Да, втората битна карактеристика е дека со заминувањето на работоспособното население, особено она што е прва класа, ние ја губиме конкурентската моќ во делот на технологиите. Еве слушнавме, разговаравме за иницијативата за дуално образование, која е директна иницијатива на Стопанската комора, која пред 15 години влезе во Донкихотовска битка со државниот апарат да го воведе дуалното образование како основен елемент. Јас еве со гордост ви кажувам, 2 години поред гимназиите се празни, средно-стручните училишта се полни. И тоа е оно што уствари е ефект на 13 годишно, повеќе од 13 годишно ангажирање на група на ентузијасти, сесредно вложување од страна на комората и секако поддршката која добивме од владите на
Швајцарија и Германија. И мислам дека тоа е исклучително важен елемент, инаку во овој момент ќе бевме уште пониско, заради тоа што не произведувавме никаква работно способно население. Беше срамота тие години да го пратите детето на по средно стручно училиште. Треба да признаете дека сте направиле грешка како семејство. Беше уште две прашања, актуелните моменти, замрзнувањето на цените и минималните плати. Околу тоа, кој е вашиот став, личен и на стопанската кола? Значи, вака, обично не коментирам и сега нема да ви дадам директен одговор, него ќе ви кажам дека Комората секогаш се залага за спроведување на економија со економски методи, не со драстични методи во кои владата ќе го применува brute force, силата на моќта. Вие, ако имате ваков проблем како што имаме ние, овој пат, за разлика од многу ситуации во минатото, Македонија има инфлација, ама има и Америка инфлација, има и Германија инфлација, има цела Европа инфлација. Она што е битно да се каже е дека овој пат сме дел од глобалната економска криза која владе насекаде во светот, заради неколку огромни жаришта и заради преструктурирањето на големите сили во светот. Мислам дека решавањето на нашиот проблем треба да го бараме во механизмите кои се пазарни, а не рестриктивни вака како што ги гледаме. Се покажа дека намалувањето на нашето производство, губењето на можноста да барем со рано-градинарски производи и земјоделски производи покриеме значаен дел од нашиот увоз, неможноста да произведеме доволно за нас во делот на храната, зголемувањето на увозот на се и се што треба и што не треба, не доведе у ситуација да трошиме многу средства од државниот буџет за да го надокнадиме, зборам за девизни средства, за да го надокнадиме она што пазарот го бара. Ние не сме веќе неразвиена држава, ние припаѓаме на Европа, барем во делот на стилот на живот и начинот на кој живееме. Она што ние го секогаш се говориме е залагање за реално економски методи кои треба да се применат. Тоа и заплатите треба минималната да биде 500 евра, 600 имаше во програмите на партиите. Знаете како? Синдикатите бараат зголемување на платата, а ја ви кажувам дека тој момент кога ќе зголемите платата, за тоа немате основ во зголемувањето на продуктивноста, вие уствари го вртите циклусот во кој не смееме да влеземе, а тоа е спиралата на инфлацијата. Значи, качите ги минималните плати на 500 евра, тоа ќе значи покачување на сите плати за пропорционално нагоре, зголемениот износ на средствата ќе се прелее на пазарот, цените ќе се качат повторно горе, а ако не сте направиле системска метода во која ќе ги држите цените во резонско ниво, не сте направиле ништо. Значи, како мачката што си ја брка опашката. Она што е битно е дека барањето во овој момент за 500 евра, значен дел од економските субјекти во државата ќе ви кажат дека не е неосновано. Може би е основано, меѓутоа економскиот потенцијал на компаниите не е таков и не може тоа да се побара по секоја цена. Јас искрено да бидам, јас доаѓам од информатичкиот сектор, кај нас минимална плата не постои као феномен. Кај нас и тие што ги работат најниските работни позиции во фирмата заработуваат 2 пати од минималецот. Значи, ако има бизнис, ако има логика, ниеден работодавец нема да ги закине своите вработени за платата. Јас толку неколку пати кажувам дека повеќе од 35 години е стара мојата фирма. Јас во мојата фирма последниве години заедно со сопругата сме партнери со своите вработени. Прво нивните плати се исплаќаат, а на крајот се исплаќаат нашите плати. Ние вишокот на некои од нашите вработени земаат поголема плата од нас, а ние ги чекаме разликите на крајот на годината ако компанијата биде успешна. Значи ова се смени работата. Све зависи од бизнисот, све зависи од способноста на компаниите и нормално е. Македонија не е изолиран остров на кој вие може да правите што сакате. Околу нас се многу агресивни држави кои подеднакво како нас се борат за своето место во просторот. Говориме за една Бугарија, говориме за една агресивна Србија, говориме за една Албанија која исклучително агресивна, особено во делот на земјоделието,
настапува и говориме за држави со исклучително високи капацитети во делот на трговијата како што е Грција, а и производството ако сакате. Да не заборавиме, Турција е исклучително активна изминативе години и Турција прави силен притисок на пазарот и економијата во државата. Тоа е нешто што можда треба да посветиме во некоја друга пригода повеќе време и да поразговараме што Турција работи во овој момент на Балканот. Печев, и мој совет, треба во Стопанска комора да поразговарате малку повеќе бизнисмените, да се зафатите во земјоделието, малку да се фокусирате. И еден комент... Знаете што сакам да кажам? Сакам да кажам дека имаме еден земјоделски сектор, се вика винарство, во кој кога сериозни бизнис компании влегоа, работите драматично се сменија, разбирате. Имаме веќе неколку години во кои тутунот не е таков проблем како што порано беше. Имаме ситуации, значи ако работите работата со план и програм и имате концепција, ги пратите светските трендови, тогаш има и механизми како тоа да се реши. Да не заборавиме. Ние перманентно говориме во комората дека државата мора да интервенира на пазарот во услови кога се појавуваат инфлаторни движења со активирање на државните резерви. Ние во државата имаме законски определен механизам кој се вика државни резерви, за кој никој не знае ништо заради тоа што тоа се држи под велот на државна тајна. Не е државна, не треба да биде државна тајна. Нека биде државна тајна, меѓутоа нека работи. Она што е битно е дека кога ќе се случат тешки пореметувања, дури инфлаторни на пазарот и на снабдувањето, мора да се интервенира во државните резерви и тогаш со такви механизми да се делува на нивото на цените на А не со замрзнување. Да. Последно прашање, како коментира тој моментот геополитички, царините, тарифите, како ќе влијае тоа на Македонија? Точни ли се информациите дека веќе се зборува за отпуштање по компании кои се странски инвеститори во технолошко-индустријските развојни зони? Да, значи не е тајна. Јас учествував на една емисија на телевизија во која беше и представникот на Тирзовите. Во принцип мислам дека заради тоа што сме премногу силно ориентирани према една гранка, а тоа е производството на делови за автоиндустријата, компаниите ќе мора да се преструктурираат. Мислам дека сите ние треба да поразмислиме дали баш сакаме да бидеме толку тврдо врзани на една од најпроблематичните бранши која во овој момент околу која се кршат најголемите копија. Ако го чуете, слушате денеска новата администрација на Америка и председателот Трамп, ќе чуете дека он се залага за војна особено во делот на автоиндустријата. Он отвори војна со електричните автомобили, додека светот ги форсира електричните автомобили. Он побара компаниите да отворат нови компании во Америка. Тоа значи удар на германската индустрија, која кај нас е моторна сила на извозот од државата. Не е тајна дека нашиот најголем економски партнер е Германија, која во изминативе години исклучително силно влечеше економско производство од Македонија, не водејќи сметка за тоа дека се во трговски дисбаланс, за разлика од некои други држави со кои имаме перманентен дефицит во делот на трговската размена. Така да, знаете како, ова е широко поле. Јас мислам дека Македонија нема да остане имуна, меѓутоа стои определбата дека ако Америка продолжи на курсот да се одвојува од Европа, ние треба својата сегашна, моментална, добра политичка релација која има сегашната влада со Америка да ја искористи за извлекување на некакви бенефити во делот на взаемната соработка, ако веќе не можеме да се повратиме својата генерална позиција на европскиот пазар. Благодарам Антони Пешев, Стопанска комора. Благодарам за гостувањето, а во скоро време ќе направиме една целосна емисија со, како се вика тоа, целосно интервју. Да, благодарам и нас. Заборавивме да честитаме празникот на жената, на сите припадници од нежниот пол, денеска е 8 март. Им го честитам празникот и покрај тоа што јас доаѓам од индустрија каде што жените и мажите се потполно равноправни, меѓутоа заслужуваат жените да имаат свој посебен ден. И од друга страна многу ми е драго дека радиото како медиум успеа
низ сите овие премрежја да опстане, не само да опстане, него да остане витален елемент на комуникација. Па ја искористивме информатиката, технологијата, направивме мултимедијален пристап и на готови бевме. Да, тоа се само алатки како да се биде поприсутен. Меѓутоа радиото опстана. Не беше како во она песната Video Killed Radio Star. Така да имаме радио кое е функционално и ја пренесу информацијата на секаде. Така да ви благодарам многу за можноста да говорам. Стојам на располагање кога ви треба и за други теми, особено за делот на вештачката интелигенција, каде што тоа е многу интересна тема, ама ретко кој знае да каже што точно ќе се случи, ама ќе се прилагодиме. Така, ви благодарам многу, Сторе. Благодарам, Антони Пешев, Стопанска комора, реклами, па се враќаме, или има коментари, имате коментар нешто, но подоста ќе коментирам. Реклами, па се враќаме. Стадион, емисија за вашата вистина. Секој збор е твој избор. Твојата љубезност нека биде пример за другите. Твоите зборови нека охрабруваат. Биди нечија инспирација за подобар свет. Крени глас против врсничко насилство. Обштествено одговорна кампања на Мак Петрол. ХМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. ХМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип. Кога метал фарбаме, на едно нешто мислиме, се да биде добро, фино, квалитетно. 3 по 1 боја кул и на крајот се е фул. Сите велат дека изфарбано е перфектно. Кул 3 по 1 боја за метал го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја со еден премаз. Имате трикратно дејство. Кул 3 по 1. Невена колор. Во животот постојат нешта што носат моменти на среќа. Сега во Флекс Кредит, првиот кредит е бесплатен. Потрошувачки кредит од 6.000 до 600.000 денари со можност за отплата до 60 рати. Флекс Кредит, пари за секого. Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на државна лотарија. Еден од 7 Ford Focus Titanium или еден од 7 Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни. Стадион, емисија за вашата вистина. Одејам понатаму. Се враќаме